Одлуката на советниците од позицијата во Советот на општината за воведување платено паркирање во централното градско подрачје предизвика буица од реакции во дел од јавноста, но истовремено наметна повеќе дилеми околу решавањето на овој се поголем проблем. Најкритички расположена секако беше и се уште е опозицијата, која во наши услови е задолжена да го оцрни овој нов проект под наводен интерес на граѓаните. Европеизацијата на Македонија и на Кочани неминовно ги наметнува европските норми на функционирање на една држава или град. Затоа воведувањето такса за паркирање беше прашање на време. Кочанци, ненавикнати на неа, се уште одбегнуваат да паркираат на места на кои се наплатува и бараат споредни улички и места каде да го остават својот автомобил. Од друга страна, не е мал бројот на оние граѓани кои повикуваат на изградба на катна гаража како решение на проблемот со паркирањето. При тоа малкумина се прашуваат кој ќе паркира во објект во кој таксата наверојатно ќе биде повисока од сегашното паркирање на отворено. Едно е сигурно, за да се создадат пазарни услови за изградба на катна гаража, претходно ќе мора да заживее во целост и на сите централно градски улици и паркинзи новововеденото платено паркирање. За да се случи тоа, ќе треба да помине повеќе време, а планираната гаража покрај поштата во Кочани на површина од 285 метри квадратни, која инвеститор ќе може да ја подигне до 3 ката, ќе